Четврта задача, напиши програма која внесува n броја во низа и проверува дали постои број 0, брои колку пати се појавува бројот 1 и ги печати сите броеви различни од 1. Ајде да решиме задачава. Сега имаме n броја. Значи вака, овде наместо 10 треба да декларираме n броја. Прво ќе ставиме int n ќе го прочитаме бројот, не си го бројот на елементи sin n и после ќе декларираме низа од n елементи, или може да декларираме низа, например, од 100 елементи, со тоа што ќе се секогаш n да биде после помал од 100. Да ги прочитаме елементите на низата. Овде наместо до 10 сега ставаме до n и ова сега не треба, да одиме според задачата. Внесовме n броја во низа, да провериме дали бројот 0 го има во низата. Слична задача решававме претходно, кога проверувавме за бројот 100. Ќе ставиме bool знаме еднакво на false. И сега да провериме дали ја има 0 for и еднакво на 0 и помало од n и плюс плюс. If out и еднакво на 0 имаме знаме еднакво на true. Најдовме, ако сме го нашли бројот, го менуваме во true и break, за да престанеме, да излеземе од циклусот, да престанеме со проверка. Само ќе го однесам вака ка if, за да се знае дека тоа е, овој блок е од if наредбата. Вака. Сега за да отпечатиме, if знаме out. Прашањето беше дали постои 0. Во низата постои 0. Else. Овде ќе ставам и end line, затоа што имам уште понатаму печатење. Out. Во низата не постои 0. Така. Понатаму можевме овде да ставиме коментар, за да знаеме што е овој дел од задачата. Проверка дали постои 0 во низата. Понатаму да видиме што се бара. Да изброиме колку пати се појавува бројот 1. Ни треба бројач, int бројач. Го инициализираме на 0. Можам да ставам прво коментар овде. Колку пати се појавува бројот 1 во низата. Можам
Ако се имам овој for циклус и да го преиначам за да не пишувам нов. If A од I е 1 сега, само ја зголемувам неговата вредноста на бројачот, бројач плюс плюс. Значи, ако сме нашле број 1, ја зголемуваме вредноста на бројачот. Треба да отпечатиме колку пати се појавува. Бројот 1 се појавува бројач пати во низата. Вака. И уште треба да ги отпечатиме сите броеви различни од 1. Сите броеви различни од 1. Печатење на броеви различни од 1. Ни треба пак циклус. If A од I е различно од 1, да го отпечатиме cout A од I и да оставиме празно место за да се отпечатат сите во еден ред. Ајде да провериме дали работи програмата. Бројот на елементи, еве нека се 3 елементи, го ставам бројот 1, нека го има, нека има и 0, нека се 1, 0 и 2. Во низата постои 0, бројот 1 се појавува 1 пати, еднаш во низата, и се печата 0 и 2 елементите различни од 1. Ајде уште еднаш да истестираме. Сега нека е бројот на елементи 4, нека нема 0, минус 2, еве една единица, ајде да ставиме 6 и 4. Во низата не постои 0, бројот 1 се појавува еднаш и минус 2, 6 и 4 се печатат на екран. Ете, тоа е ова задача.